Редовна рубрика во вторник во Македонија наутро, мој психолог. А денешна тема, со оглед на тоа дека имаме убави температури, топлото време, сонцето не повикува повеќе надвор, е како ние да влијаеме на најмладите, како децата да ги натираме повеќе време да поминуваат надвор. Разговараме со клинички психолог Анастасија Ѓоргиевска. Добро утро. Добро утро. Благодарам, Анастасија, што си денеска тука заедно со нас. Што се смени назад годините? Наша генерација речи си израснавме надвор. Од рано наутро па до доцна навечер знаевме кога се вака убави температурите, кога е сонце, без разлика дали тоа било лето, зимо, па и на минусни температури, буквално надвор се израсна. Што се смени? Јасно. Прво што онака упаѓа секогаш е живееме сега во дигитална ера. И тоа окупира голем дел, дури скоро целото време додека сме будни, ние имаме цело време контакт со онлайн светот. И тоа прави да мораме да бидеме дел од онлайн светот, затоа што инаку како да не сме поврзани со другите. Се смени начинот на живење, секојдневието се смени, се сменија животните стилови и начинот на родителствување. Ако дигиталната ера донесе благодети во поглед на тоа дека брзо се доаѓа до информација, дека информацијата буквално патува со брзина на светлината и можеш целиот свет да го видиш на дланка преку еден паметен уред. Што е другата страна? Кои се негативностите во суштина? Јасно. Вака, нели како и се друго, се е алатка и секое нешто е лек до одредена граница, а после станува отров до друга граница. Значи, поентата е балансот. Користење разумно, рационално. Што значи тоа? Значи, треба да ни биде алатка, а и ние да ја користиме како што треба. Сега, негативното што е од прекумерно користење на сето тоа, буквално, да се изразам онака поедноставно, е како перење на мозок со одредени содржини. И станување зависни од целиот тој дигитален свет. Имаме доста физички потешкоти, како што се обезност, прекумерна тежина, рбети искривени, оштетен вид, недоволно развивање на социјални вештини, покачување на чувството на осаменост, живење во некоја илузија и така натаму. Тоа се сите негативности кои во суштина не само ние како повозрасни ги чувствуваме, ги чувствуваат и најмладиве, како да ги тргнеме од дигиталната ера и паметните телефони, да едноставно кога времето повикува надвор, да тие да бидат иницијатори да излегуваат надвор. Така, но многу е важно да знаеме дека ние сме моделот кој што треба да биде позитивен пример за детето. И не може ние да седиме на телефона, не му да му викаме не седи ти на телефон. Децата учат по она што го гледаат, не по она што го слушаат. И ние мора да бидеме позитивен пример. Ако ние го лимитираме тоа време за екран, треба да го лимитираме целосно во домот. Мора да бидеме меѓусебна поддршка. Ако, значи, пример, да има одредено време у денот кога ќе се користи тоа време у онлайн свет. Кога се јаде на маса, никој да не користи телефон. Во детска соба нема користење на телефон. Кога ќе си легне детето, го става телефонот да се полни во другата соба, пример. Некои такви технички моменти треба да се запазат, затоа што ние не сме многу добри во да реагираме адекватно на искушенија, ама сме многу добри во планирање. Така да го искористиме тој момент. Сакате да кажете подлегнуваме лесно на искушение? Да, но затоа сме многу добри во планирање. Добро, овие се алатките кои што ќе ни помогнат веројатно во планирањето да го спречиме оној дел на лесно искушение. Се вели постојано квалитетно време
Што значи тоа да поминеш квалитетно време? Еве не само во домот, квалитетно време надвор. Јасно. Тоа значи да бидеш присутен тука и сега. Значи кога соговорникот ти зборува, ти го слушаш за да го ислушаш, а не за да му вратиш. Тоа значи разменување на ставови и на емоции. Тоа значи прифаќање, гледање на човекот како целина, не како само одредени сегменти. Едноставно да се биде тука и сега и да се прави најдобро што може од тој даден момент. Искреност. Најадекватно би било тука прашањето последователно и што би било квалитетното време за децата надвор? Надвор за децата? Да. Играта е многу важен дел од општо или од животот на човекот, ама за детето е клучна во развивање на социјален, емоционален и когнитивен развој. Преку играта детето го симулира светот надвор. И тоа е многу важно за него, за да знае како да се справи со одредени ситуации. Тоа се обиди и грешки цело време. Детето мора да се стави во одреден ризик, да го надмине тој ризик, да пробува нови работи, да ги користи рацете, да ја развива моториката, да некои одредени игри, да користи мисловни процеси. Преку играта е развој. Ако за децата играта надвор би била најсоодветна, што е со поголемиве деца? Со поголемиве деца... И зборувавме, пред да ни почне разговорот, коментиравме и за матурантите, зборувавме и за навистина еден предизвикувачки период во кој што помина и се уште трае. И делот тоа од разговорот беше дека навистина има многу предизвици, не само короната, лажните дојави за бомби и се тоа можеби дополнително влијаеше и на цел процес не само на учење, туку и на размислување, на дружење, на перцепцијата, веројатно, апсолутно, за нивните години, потребите. Апсолутно. Нешто што е многу важно и многу често го повторувам е дека е премногу потребна адекватна психосоцијална поддршка. Тоа е нешто што... Што значи тоа? Тоа значи да се биде тука за другиот и да се поминува време со другиот. Ако на некој некогаш му е тешко, да бидеме тука за него. Ако не му е тешко, сака да сподели нешто, пак да бидеме тука за него. Едноставно, да бидеме присутни во животите на другите луѓе и тие во нашиот. Да го отвориме срцето и да бидеме тука едни за други. Затоа што работите веќе одат во други насоки. Тоа значи дека повеќе време треба да поминуваме со децата во разговори, така го перцепирам во она што го кажа. Во разговори и во активности. Многу е важно детето да има неструктурирана, слободна игра. Затоа што таму ние да бидеме само како поддржувачи на играта. Детето ако сака да нешто да мајстори, да прави некои работи со рацете, да направи некоја белја, пушти го, поддржувај го. Оно да го води целиот тој процес. Многу е важно неструктурирано слободно време. И за нас, секако, а за децата особено. Затоа што сега гледам дека родителите повеќе се менаџери отколку родители, менаџирање на времето. И децата сега се претрупани со обврски. На школа се, учење, па некој иде после на балет нешто, па да среди некој проект на лаптоп за нешто, па ќе се слушнеме преку телефон, ќе се договориме. Нема слободата. Неструктурираното време го нема, што е многу важно за детето. Да, ова е интересно во поглед на тоа дека треба и балансот веројатно да постои затоа што децата се и во години во кои што изразуваат и потреби за одредени активности. Споминавте спорт, танцување. Веројатно треба и балансот тука да постои активноста за која што тие ќе изразат желба, наспроти желбата на родителот да не се форсира за други работи. Апсолутно. И јас би препорачала да родителите малку посериозно ги сватат децата, нивните желби и потреби. Не е тоа е само дете, да се каже таа реченица. Тоа е само дете, не разбира.
може не разбира на мисловно ниво, но разбира на емоционално ниво. Така да ги сватиме потребите на децата малку посериозно и да поминуваме време со нив, затоа што тоа е тоа. Времето е се што имаме и се што можеме да си дадем. Само малку да го имаме повеќе. Мислам дека менаџирањето на времето е клучен момент. Да, клучен момент и кој ја има таа умешност да може да успешно да го изменаџира е благословен во денешно време со сите активности, случувања. Да, би сакала ете да го заокружиме и разговорот. Кој е вашиот совет кон родителите на малите деца? Со оглед на тоа дека тие одат и во предшколски установи, во градинките, обично велат дека квалитетното време на игра, на дружење го поминуваат во градинките. Всушност знаат некојаш родителите да ги земат во 16, во 17 часот во зависност од нивното работно време и често заминуваат дома. Многу ретко се продолжува во парк и наспроти се ова што зборувавме. Кои се вашите совети? Па јас би кажала вака, да не родителите да престанат да си дозволуваат да прегоруваат од работни обврски, за да можат да бидат присутни тука за детето ментално и физички. Затоа што детството е краток период, а толку е клучен. Се вели детството е татко на животот. А толку е клучен и како до родителите ќе се обратам пак и со истата реченица, сватете ги децата посериозно, затоа што тие се иднината. Да. Сакам да додадам нешто, но суштина многу убаво го завршивте разговорот. Благодарам, Анастасија. Благодарам и вам. Да, за разговорот денеска. Клучот го ставивме на тоа дека треба умешно да си го организираме и планираме денот. Апсолутно. Но во суштина, кога ќе сватиме тоа за каква цел е, мислам дека над сите пречки е целта. Поминување повеќе време со децата. Благодарам. Ви благодарам.